Цивил медија. Како помина 2018 година, кои беа вашите очекувања и што всушност добивме како резултат на крајот? 2018 беше многу интензивна година за Министерството за труд и социјална политика. Зацртавме голем дел од работите кои што беа во програмата на владата, а тоа е дека голем дел од стечајците треба да бидат обештетени, тоа дека треба да следиме како беше покачувањето на минималната плата, донесовме програма за раст на платите во државата помеѓу 12 и 18 илјади денари со цел да ги поддржиме оние кои што се над минимална плата. Процесот на деинституционализација започнат и во одредена мера завршивме со одредени институции, веќе не се во функција. Дополнително требаше да се направат законот за детска социјална заштита, социјална сигурност на стари лица и да се достават во парламентот, тоа исто така се заврши. Законот за практикантство се подготви заедно со бизнис секторот и со младите луѓе и се испрати во парламентот, владата го усвои истиот. Така да мислам дека најголем дел од работите кои што си ги зацртавме и си ги остваривме во 2018 година и очекувам дека во 2019 година ќе ги гледаме ефектите од она што е постигнато во 2018 и ќе може да ги имплементираме законските решенија кои што се во парламентот. Тоаш 2019 година што уште остана неостварено, кој закон уште не остана недонесен, кои измени се потребни уште за да напредуваме малку повеќе во социјален аспект? Видете, подготовката на законите беше во 2018, затоа што за секој пакет на реформи се потребни анализи детални за да може да се подготват тие нови законски решенија. Сега вистинската имплементација и ефектите и донесувањето на законот очекувам да биде многу скоро, посебно што гледам дека во парламентот повеќе од еден месец законот за детска, законот за социјална заштита, законот за социјална сигурност на стари лица, законот за недискриминација, па тој повеќе од 6 месеци чекаат во парламентот и јас очекувам сите пратеници со национален консензус конечно да се согласат дека тие реформи се потребни во нашата држава и да во 2019 година граѓаните може да го осетат бенефитот од повисоката социјална парична помош, од услугите кои што ќе се нудат за овие граѓани, затоа што навистина тоа е бенефит за секој еден од нас. Колку во подобро општество живееме, туку и сите ние ќе бидеме посредни, затоа што кога вие намалувате сиромаштијата, со тоа одредена група на граѓани ја подигнувате или ја ставате поблиску до останатите и сите ние заеднички живееме во едно поеднакво, подобро, поквалитетно општество. Цивил медија.